Уште едно лице ја победи корона инфекцијата во Штип. Два последователни теста кај него биле негативни и тој во битката со COVID-19 излезе како победник. Со ова, бројот на излекувани пациенти во Штип се искачи на 4. Исто толку пациенти се излекувани и во Кочани, со што на ниво на регион бројот на лица кои ја победиле инфекцијата се заокружи на 8. Во исто време, денес нема ниту еден регистриран позитивен пациент со COVID-19, што е повеќе од добра вест. Негативни се резултатите за двајцата инфектолози и главната медицинска сестра на Штипското инфективно оделение, кои во изминатиот период беа секојдневно на своите работни места и работеа во услови кога 14 здравствени работници беа во самоизолација. На ова оделение во текот на викендот на работа треба да се вратат 10 здравствени работници кои по вториот тест се покажаа дека се негативни. Се прават нови распореди за работа на медицинскиот персонал на ова оделение. Во моментов на Штипското инфективно оделение имаме 3 инфектолози од Штип. Се врати едниот инфектолог кој по вториот тест се покажа дека е негативен. На помош ни доаѓа и инфектологот од Кочани. Изјави Ален Георгиев. На ова оделение денеска се лекуваат 8 пациенти заразени со коронавирус од целиот источен регион. Еден пациент од вчера попладнето е испратен на клиниката за инфективни болести. На оделението остануваат и 5 сомнителни случаи. Од денес од 16 часот на територија на цела држава започна полицискиот час кој ќе трае цели 85 часа, односно до вторник до 5 часот наутро. Според специфичните потреби на лицата со попреченост, полицискиот час нема да важи за нив. Најпрво на дискусија на Централниот штаб, после на владата се дозволи неограничено движење на лицата со посебни потреби, излегувајќи пресред на барањето на родителите на деца со аутизам. Заради тоа што тие деца обично имаат еден свој терк, па дури и излегувањето од дома во било кој дел на денот или на ноќта е веќе преминато во една форма на нивен ритуал кој доколку се наруши, а сега ни укажаа дека е нарушен, може да комплицира здравствената состојба која што на тој начин била стабилизирана. За време на маратонскиот карантин, доставата на лекови и храна и овој пат ќе се врши преку дежурните аптеки и маркети. Да, за време на великденските празници ќе го правиме само во недела, пошто мислам дека тој ден за секој неработен нема да можеме да го правиме. За оние во социјален ризик се обезбедени хуманитарни пакети. Во Кочани, дистрибуцијата одеше преку волонтерите од проектот Општо корисна работа. Со оваа акција, освен во населените места од рамничарскиот дел, ќе бидат опфатени и жителите на селата во високиот дел од Осоговието. Од името на семејството од Кочани кои ги добија овие пакети, тимовите упатуваат најискрена благодарност до хуманите стопанственици. Во меѓувреме, во соработка со Општинскиот кризен штаб, ги повикуваме сите правни субјекти кои се во можност да донираат храна, да ни помогнат за да нема гладни за најголемиот христијански празник. Истакнаа од мобилниот сервис во Кочани.